Добар ден, почитувани. Вие се на фреквенцијата на телевизија Нова. Утринава имаме малку поинакво издание на информативното издание кое вообичаено и сте научени да го гледате на телевизија Нова точно во 9 часот. Ке зборуваме за следново, ке имаме тројца гости во студиото. Имено станува збор за меѓународниот надпревар за студенти по правни науки наречен Big Deal, кој оваа година се одржува во Македонија. Надпреварот на студентски тимови по право и во организација на регионалната мрежа на водечки адвокатски друштва TLA Top Tier Legal Adriatic. А домаќин во нашата земја е првото адвокатско друштво кај нас Дебрлиев Дамески Келешовска ДДК. Тие се нашите гости утринава. Добре дојдовте. Добре ни дојдовте во студиото на телевизија Нова. Од мојата десна страна господинот Иван Дебрлиев. Од мојата лева страна Маја Велјановска и добро ни дојде представничката од Хрватска Мариета Мишкулин. Да зборуваме за надпреварот, за она што се случува во изминативе 2 дена. Денеска претпоставам дека ви и финалниот ден и кога ќе го изберете победникот на надпреварот. Овој надпревар е во организација на регионалната мрежа на водечки адвокатски друштва TLA, како што најдев. Кој е TLA? TLA е мрежа воспоставена во интерес на соработка на адвокатските фирми кои се оценети во својата јурисдикција како водечки од независни оценувачи. Така да постои поврзување TLA ја сочинуваат адвокатски фирми од Македонија, Хрватска, Србија, Босна, Словенија и Црна Гора. Секој од овие фирми од независен оценувач во светот е оценет како водечка во одредена правна област во својата јурисдикција. Вие сте втора година организатор кај нас домаќин. ТЛА е организатор веќе 6-та година. Втора година овој надпревар го има меѓународниот карактер. Адвокатското друштво Дебрлиев Дамески Келешовски е прв пат домаќин на овој надпревар во Македонија. Минатата година, кога беше првата меѓународна сесија на Big Deal, беше колегата Борис Шишаворич од Загреб. Кога сме веќе кај надпреварот, и начинот на кој што ќе биде избран победникот, веднаш го патувам прашањето кон вас. Вие сте една од менторките, но и судиите на надпреварот. Што ќе биде пресудно за да се избере победникот? Дали можеби начинот на кој што ќе биде решен спорот на хартија или начинот на кој што ќе се презентира решението на спорот? Што е пресудно? Па, ми у овом натицању заправо... Во ова надпреварување, всушност имаме клиенти, значи нам не се битни, не се значени двете нешта, да биде добро решен самиот случај, но истовремено и презентацијата на решението на самиот случај да биде добра. Кога клиентот кај дојде кај адвокатот, потребно е да добие одговор, доколку адвокатот е несигурен, а тогаш клиентот кај добие негативна повратна информација се чувствува неубаво. Тука и представник, ќе биде следното прашање за вас, но Иве, како се покажаа досега? Ја мислам да се студенти били јако добри. Они многу одлични, тие прават нешто што направија нешто што на факултетите не се учи. Мислам дека одлично се снајдо и одлично го разбра принципот на пренос кој што се обидуваме да го симулираме, а тоа е всушност и најзначајното. Зборуваме за споровите, за она што на кои што бараат решение студентите, кои што нели треба да го решат. Дали се тоа реални спорови кои што се случиле или можеби кои што во моментов се во тек? За какви спорови станува збор? Значи, станува збор за еден пренос каде што едно друштво сака, односно една компанија сака да купи друга компанија која што има некои одредени проблеми со вработените, некои недоразбирања, проблеми со недвижностите и така натаму. Сето тоа создава потенцијални проблеми и треба да се види дали купецот всушност ќе ја купи компанијата која што вреди. Тоа е дефинитивно реален случај кој што често не се случува. Кога сме веќе овие спорови, решавањето на споровите, ова е надпревар за вас, младите правници, компетитивен начин да решите некој спор. Што значи тоа за вас во светот на правото, за понатамошно градење, оваа компетитивност меѓу вас? За еден студент по право ова е многу голем предизвик, од причина што ние во текот на студиите сме научиле теоријата, меѓутоа практична примена на правото сме немале.
посебно не на случаи како што имавме оваа година, како што имавме можност да учествуваме и да го прикажеме нашето знаење. Јас секогаш велам дека за еден практичар сигурно е од круцијално значење да е добро теоретски подкрепен. Па така ние по завршувањето на додипломските студии имаме исто така една колешка која е на додипломски студии, меѓутоа ние на мастер студиите сега почнуваме поинаку да ги гледаме работите и за идни адвокати, бидејќи сметам дека најголемиот дел од учесниците на овој надпревар претендираат понатаму да се занимаваат со адвокатска професија. Сметам дека е навистина многу важно практично да се примени правото и преголем беше предизвикот тоа ние да им го представиме на луѓе кои тоа тековно го работат, кои имаат допир со клиенти, кои постојано им поставуваат прашања кои ние ги добивме во текот на презентацијата. Меѓутоа, од причина што кај адвокатите клиентите доаѓаат сами, мислам, вие морате да ги привлечете, морате многу добро да го знаете правото и да знаете практично решение на секој проблем кој може да искрсне и да имате добро решение. Тоа беше всушност и предизвикот кој ние го имавме. Требаше да ги лоцираме проблемите кои ги има во документите кои ни беа доставени. Требаше да направиме анализа на документите и да ги лоцираме проблемите кои се во нив и да предложиме решенија за решавање на истите. Вие конкретно на каков спор работевте? Тоа беше сите имавме ист случај, всушност како што и претходно кажа Марита, тоа е всушност трансакција, купување од страна на едно друштво на удели во друго друштво. Во овој случај ќе стане единствен содружник на крајот, ќе биде и трансформација, односно промена на формата на друштвото, од друштво со ограничена одговорност во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице. Всушност ние имавме задача да ги анализираме документите кои ни беа доставени, имотни листови, договор за основање на друштво, одредени договори, материјални договори, како и нешто што беше интересно за нас и голем предизвик, беше делот за конкуренцијата, бидејќи за прв пат ние имавме можност всушност да го прочитаме тој закон претходно воопшто не ни текнало на памет да го отвориме. Меѓутоа и најголемите проблеми произлегоа од таму, всушност од тој дел. Така што сметам дека ова е огромно искуство за секој од нас и дека понатаму во иднина ќе не служи многу, со оглед на тоа што деталната правна анализа која ние правевме, нешто што всушност во најголемиот дел од адвокатските канцелари уживаат да го работат, претпоставувам, бидејќи е најмногу платено. И тоа е најголемата можност за вие да покажете колку го познавате правото. Маја вели предизвик за неа овој надпревар и одлична можност за младите правници, но Иван вас ќе ве прашам, дали праксата игра клучна улога во животот на еден млад правник за потоа да се изгради во светот на правото? Апсолутно да. Што порано почнете да ја сваќате потребата дека и фактот дека животот не е само теорија, особено правниото практицирање не е само теорија, туку е пракса, во која теоријата не секогаш се исполнува во целост, ви овозможува да добиете почетен став во својата идна професија. Токму така, ќе го упатам и следното прашање до Мариета. Дали еден правник треба да биде добар оратор? И како се стекнуваат тие ораторски вештини на правниците? Еден правник дефинитивно треба бити добар оратор. Треба да биде добар оратор. Тоа се стиче преку Тоа се стекнува преку искуство. Мора да се подготви, да биде храбар, да не се срами, да биде отворен во однос на комуникацијата со луѓето. Нашата работа пред се однесува на комуникација со луѓето и дефинитивно е нешто што се стекнува само преку искуство и преку течност во говорењето и праксата. Јас сметам за ораторството? Да. Сметам дека навистина треба да се биде добар оратор, бидејќи независно од тоа што вие ќе му го понудите на хартија на клиентот, потоа ќе треба да му го презентирате и да му ги преточите тие решенија на еден начин на кој ќе го привлечете неговото внимание и ќе биде задоволен на крај. Практично ние имавме всушност вчера таа можност да се испробваме како оратори и да го
придобиеме вниманието на судиите кои секојдневно верувам дека работат на такви практични примери, односно практични случаи. Во текот на нашата презентација ние се слушавме и со некои шеги како една колешка што имаше да каже и беше навистина голем предизвик за нас ние да застанеме пред адвокати и кои ќе бидат наши клиенти, кои ќе поставуваат прашања на кои тие и ги знаат и самите одговорите, а ние требаше да бидеме уверливи, сигурни, со цел да ги убедиме дека тоа е точниот одговор, независно беа точни одговорите, меѓутоа сакам да кажам дека треба секогаш да бидеме сигурни во она што го говориме, со цел да преточиме на другите, односно другите да створат слика за нас дека ние навистина знаеме што зборуваме. Дали ќе биде тешко да се избере победникот? Јако тешко. Многу тешко. Јако тешко. Сви су били Многу тешко, сите беа многу добри. За тоа што треба да се Денеска бе избере финалниот ден. крајниот победник, денес е финалето и студентите навистина се обидоа, длабоко ја проучија материјата која што на факултет не се учи и ја сум особено задоволна. Како? Да? Дека ораторството и тежината на овој натпревар се согледува и во фактот дека они целиот случај го градат и го презентират на англиски јазик. Да. Затоа што меѓународниот карактер и праксата во меѓународните трансакции подразбира дека вие мора да го владеете англискиот јазик на професионално ниво. Така да ние сме многу пријатно изненадени што студентите веќе во оваа фаза на својот живот го владеат стручниот правен јазик на ова ниво како што го владеат. Како ќе го организирате денешниот ден? Денешниот ден е финале во кој ќе настапуваат тимовите на Словенија и на Македонија. Тимот Македонија кој го представува факултетот Јустинијан I влезе во финалето заедно со тимот на правниот факултет од Љубљана. Финалето ќе биде од 10 до 14 часот во кој двата тима меѓусебно ќе преговараат трансакцијата вчера што ја образлага. Кој ќе се покаже поуспешен во преговорите, судиите ќе го прогласат за победник. И победникот што добива? Победникот ја добива можноста да практицира право непосредно во соодветната канцеларија. Јас се надевам дека во скоро време ќе овозможиме целата групација ТЛА ќе овозможи на победникот да добие пракса во сите регионални канцеларии, со тоа што во тој случај победниците ќе имаат можност една поширока меѓународна пракса на практицирање на правото, вклучително со канцеларија од Европската унија. Останува само да ви се заблагодарам. Денеска што бевте наши гости на телевизија Нова, направивме едно поинакво издание на вестите во 9 часот и јас лично ќе ти посакам среќа. За некои 45 минути веќе е твоето излагање. Се надевам дека ќе заврши со успех и ти посакувам понатамошен успех во твоето градење во светот на правото. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, ве поканувам се разбира да останете и понатаму на фреквенцијата на телевизија Нова. Од овој разговор од светот на правото, на правните науки продолжуваме во светот на културата. По мене ќе биде колешката Елена Џугуманова, следува Културама.